ова издание на емисијата на Прва Скопска, во која се потсетуваме на настаните кои беа актуелни и одбележаа неделава што изминува, ќе гледате. Во 23 средни училишта во Скопје поставени 572 прочистувачи за воздух. Општина Газибаба и Дирекцијата за заштита и спасување започна акција за намалување на заканите од поплави. Градот ќе ги наградува најубавите фотографии од Винтерленд. Се поставуваат сајли на висечкиот мост на Вардар, кој нема да го попречува течението на реката. Следната година Скопје би требало да добие нов луна парк. Средните училишта на град Скопје добија прочистувачи за воздух. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов денеска во Средното училиште на град Скопје Орце Николов истакна дека во 23 училишта во секоја училница ќе бидат поставени вкупно 572 прочистувачи на воздух. Тоа значи дека од денеска па натаму учениците ќе поминуваат барем 1/3 од денот во простории со прочистен воздух, особено важно во деновите на зголемено загадување на воздух во градот. Вредноста на прочистувачите е околу 11 милиони денари. Во секоја училница под надлежност на градот Скопје, во секоја просторија каде што се средношколците, ќе биде опремена со најмодерните прочистувачи на воздух, едни од трите најдобри светски производители, и тоа го прави градот Скопје единствена единица на локална самоуправа или единствена институција, ако сакате, во Република Македонија, која што ги згрижува учениците на овој начин. Во повеќе од 1/3 од текот на денот учениците поминуваат во училиштата и барем ние како град се грижиме секое дете во таа третина од времето што го поминува во рамките на училиштата да може да има амбиентален чист воздух. Градоначалникот Шилегов додаде дека со оглед на тоа што ученичката популација е значајна за град Скопје, оваа година се реконструирани 11 средни училишта и тие добија енергетски ефикасни фасади, а во преостанатите училишта беше извршена санација на санитарните јазли, подови, врати, електрика и греење онаму каде што беше потребно. За овие интервенции градот од буџетот издвои 60 милиони денари. Исто така сите ученици од средните училишта на град Скопје од септември оваа година добија бесплатен автобуски превоз. Исто така градот Скопје годинава започна и со адаптација на училиштата за лицата со телесна попреченост. Од летниот период досега направени се тоалети за лица со посебни потреби во 7 средни училишта. Покрај тоалетите во секое училиште каде што постоеше соодветен простор се одбележаа паркинг места за лица со посебни потреби. Адаптацијата на училиштата се одвива развојно, така што и во преостанатите училишта се работи на процедурите за адаптација на пристапноста. Градот Скопје во 2018 година во соработка со Агенцијата за вработување на Република Македонија и UNDP работно ангажираше вкупно 17 образовни асистенти во 9 средни училишта кои работат со учениците со посебни образовни потреби. Овие асистенти се припадници на некоја од социјално ранливите групи на население, вклучително и приматели на социјална помош, истакна градоначалникот Шилегов. Општина Газибаба заедно со Дирекцијата за заштита и спасување започна акција за намалување на заканите од поплави. Целта е заеднички да се работи на едукација кај населението, а особено на младите, како да се спречат поплавите во ризичните области и кои се неопходните мерки кои треба да се привземат во состојба на поплава. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски рече дека изминатиот период биле преземени низа превентивни мерки за да не се повтори поплавата која во 2016 година однесе човечки жртви и направи голема материјална штета во неколку населени места во општина Газибаба. Општина Газибаба получена од водената стихија и од поплавите од 6 август 2016 година во изминатиот период презема низа превентивни мерки и активности во населените места Инџиково, Сингелич, Стајковци, Брњаници, Срачинци, Црешово, Виниче и Смилковци со цел да ги разреши суводолиците, речните корита и да ги очисти каналите.
Откако станав градоначалник на општина Газибаба, преземавме превентивните мерки и активности за уредување на речните корита во делот на селото Страчинци и Страчинската река, Винишката река и Црешевската река. Потоа на површина од 3441 хектар површина на Скопска Црна Гора, општина Газибаба ги прогласи ерозивните подрши од прва категорија, каде што во идниот период ќе бидат пошумени и комплетно ќе бидат регулирани дождовните води. Изработена е и комплетна студија за разрешувањето на порените дождови на Скопска Црна Гора. Покрај ова е нарачено и техничко решение за нов обводен канал, кој што ќе треба да ги собере сите води од Скопска Црна Гора и да ги одведе во главниот обводен канал кој што се излива во реката Вардар. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Аднан Джаферовски информира дека во оваа кампања се вклучени училиштата и учениците. Кампањата ќе трае до април 2019 година. Одлучивме заедно во наредниот период да ги посетиме сите општини заедно со градоначалниците на скопските општини и да таа кампања заедно да ја водиме во училиштата. За таа цел Дирекцијата за заштита и спасување има приготвено 2 краткометражни филмови за прикажување на најмладата популација како да се заштитат во случај на одредени опасности. Тоа ќе трае, оваа кампања ќе трае се до април, а понатаму имаме и приготвено и други сценарија каде што ќе продолжиме заедно со локалната самоуправа широм нашата земја да ја спроведуваме оваа кампања. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски повика и на соработка од страна на граѓаните, потенцирајќи дека е многу важно да не се фрла ѓубре во речните корита или канали и да не се преградуваат водотеците за да се прават акумулации на вода во летниот период. Во општина Бутел продолжува акцијата за засадување на дрва. Денеска во населбата Расадник во општина Бутел, градоначалникот Велимир Смилевски засади 15 јавори. Станува збор за неоплеменето место кое се наоѓа помеѓу улицата Бутелска и оградата на Расадникот од неговиот влез кон мостот на Серава кон населбата Радишани. Како што истакна градоначалникот Смилевски, со оваа втора група насадници, вкупниот број изнесува 20 ново насадени листопадни дрва. Се надам дека и во наредните не само недели, месеци ќе ја задржиме навиката за садење на садници со оглед на проблемите кои што ги имаме во град Скопје и пошироко, значи во републиката. Општина Бутел, одговорна општина, ќе сади најразлични дрва за да помогнеме околу прочистувањето на воздухот во... Градоначалникот Смилевски додаде дека засадувањето на дрвцата ќе продолжи и во наредниот период, односно во општината постојано ќе се засадуваат нови садници во текот на следните месеци, додека има услови за садење, со цел да се раззелени општината, а жителите на Бутел да добијат почист воздух. Веќе подолго време во јавноста е актуелна темата за изградба на објект од тешка индустрија во кругот на Скопската железарница. Општина Газибаба го објави огласот за давање под долготраен закуп на 99 години на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, што се наоѓа во склоп на Скопската железара. Станува збор за огласена парцела со површина од 66.996 метри квадратни и со предвидена површина за градење од 46.897 метри квадратни. Како што потенцираат од иницијативата О2 на парцелата 1.6 ќе се гради објект со тешка и загадувачка индустрија со максимална развиена површина од 70.346 метри квадратни, кој што ќе има компатибилни класи на намена D1, D2, B4, V2, G2, G3 и G4 до 49% од вкупната површина на идниот објект. За тоа каков е ставот на општината, го прашавме градоначалникот, кој уверува дека во Газибаба нема да се гради објект за преработка на тешка загадувачка индустрија. Со сигурност ве убедувам
и граѓаните и сите релевантни жители на општина Газибаба дека на тоа подрачје не е предвидена ниту тешка индустрија, ниту никаква топилница. Извадевме само компатибилни намени од Г1 кој што е офатов таков, а ќе се градат намени од Г2, Г3 и Г4 и Б1 намени кои што представуваат зелениново, управни згради и логистички центри. Значи воопшто не станува збор за никаков фактор кој што дополнително ќе допринесе за делот на загадувањето на воздухот, уште помалку на самата околина. Огласот се уште трае, не сме завршили целата постапка, ги верувам дека нема време ниту за паника, ниту има потреба од било кој дополнителен дел, затоа што намената е таква каква што е утврдена со законот и ние ќе го направиме максимум да ја заштитиме околината и да изградиме капацитети кои што представуваат логистички центри, а не топилници или дополнителни фактори кои што ќе влијаат на човековата околина. Ова прашање предизвика јавна дебата на која присуствуваа представници од еколошки здруженија и советници на Советот на општина Газибаба. Иницијативата ОДВА потенцира дека останува отворена можноста за спречување дополнително загадување на животната средина, со повлекување на јавниот повик, со овозможување на советниците да гласаат по тоа прашање, но и враќање на повикот во комисијата која ќе го прекине повикот, преку негово отпевикување или поништување. Донеси стар уред и земи ваучер со попуст за нов е проектот на општина Центар и колективниот постапувач нула отпад од Скопје, кој оваа година успешно го спроведува, а воедно доби и хуманитарен карактер. Проектот за собирање отпадна електрична и електронска опрема од домаќинствата започна во 2016 година со акции во урбаните заедници. Истиот континуирано се спроведува трета година поред преку организиран систем за собирање на отпадот од домовите на граѓаните. Граѓаните се пријавуваат кај координаторите на урбаните заедници или на еколинијата 070-236-000, наведувајќи каков тип и колку отпад поседуваат, пошто колективниот постапувач го подигнува отпадот директно од домовите на граѓаните. Отпадот понатаму безбедно се пренесува до фирма рециклатор на понатамошна обработка. Секој граѓанин има право да добие ваучер од компанијата Техномаркет или може вредноста на ваучерот да ја донира за уред во социјално загрозено семејство. Досега на територија на општина Центар за 3 години откако се организира оваа акција, собрани се околу 40 тони отпад. Согласно иницијативата Донеси стар уред и земи ваучер со попуст за нов, голем број од граѓаните се откажаа од ваучерите. Од собраната сума, колективниот постапувач нула отпад, заедно со градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ, донираше домаќински уред, фрижидер на социјално загрозено семејство. Со оглед на најавите од метеоролозите за нови пообилни снежни врнежи, општините Аеродром и Центар потврдија дека зимската служба е активирана и подготвена за да излезе на улиците во случај на поголеми снежни врнежи. Од општина Центар информираат дека покрај зимската служба функционира и кризниот штаб со 2 големи специјални возила за расчистување на снег на големи улици и 3 помали возила соларки за чистење на тротоари и помали улици. Општината е подготвена да делува при поројни врнежи на дожд и снег, информираат од општина Центар. Додека општина Аеродром информира дека за предстојната зима располага со 50 тони сол и 2 сопствени возила за зимско одржување на улиците. Како што информираат од таму, за дополнително расчистување на улиците, тротоарите, автобуските постојки и приодите до училиштата и градинките ќе бидат ангажирани и сезонските работници. Со цел да им се излезе во пресрет на барањата на граѓаните за регистрација во даночниот систем на УЈП на 18 декември во вторник и на 26 декември среда до зградата на општина Илинден ќе биде отворен мобилен шалтер на управата за јавни приходи. Во периодот од 10 до 14 часот граѓаните ќе можат да се регистрираат за новиот концепт на годишна даночна пријава, што ќе почне да се применува од 1 јануари идната година.
Граѓаните имаат обврска до крајот на годината да се регистрираат во системот на е-персонален данок со цел управата за јавни приходи да може да ја достави пополнитата годишна даночна пријава на увид на граѓаните. УЈП од 1 јануари до 30 април 2019 година на граѓаните ќе им испраќа пополната годишна даночна пријава. До крајот на мај наредната година граѓаните ќе имаат можност да ја потврдат или да ја коригираат пријавата. Со тоа ќе имаат контрола на уплаќањата или евентуалната злоупотреба на нивните податоци. Од Управата за јавни приходи апелираат до граѓаните кои не ја завршиле законската обврска да не го чекаат последниот ден за да го сторат тоа, со цел да се избегнат турканиците на шалтерите. Град Скопје објави конкурс за откуп на фотографии на тема Винтерленд во Скопје. Фотографиите треба да бидат изработени од аматер фотограф во дигитален формат со висока резолуција. Од фотографиите се очекува да се долови новогодишната атмосфера. Како што информираат од градот, откупени ќе бидат 3 фотографии за цена од 6, 4 и 2000 денари. Сите доставени фотографии ќе бидат изложени на мини изложба организирана на Винтерленд во почетокот на 2019 година. Изборот на фотографиите ќе го изврши комисија формирана од град Скопје, според критериумите утврдени во конкурсот. Фотографиите треба да се достават на CD во архивата на град Скопје или по пошта во секторот за локален економски развој со назнака за конкурсот за откуп на фотографии. Зефљуш Марку е едно од 23 средни училишта на град Скопје, кои оваа зима се опремуваат со прочистувачи на воздух. Денеска во ова средно училиште беа поставени вкупно 33 прочистувачи на воздух, со што за 1700 средношколци од ова училиште или за вкупно 21.783 средношколци од сите средни училишта во Скопје се обезбедува почист воздух за време на нивниот престој во училиште. Прочистувачите за воздух во употреба на училиштето им ги предаде портпаролот на град Скопје Валјон Салиху, кој истакна дека градот се грижи за здравјето и квалитетот на живење на учениците. Зефљуш Марку е едно од 23 средните училишта на град Скопје, кои оваа зима ќе се опремуваат со прочистувачи на воздух. Имајќи предвид дека учениците поменуваат третина од денот во училниците, сакам да потенцирам дека за вкупно 21.783 средношколци овозважуваме почист воздух и поздрава животна средина. Градот Скопје е единствената единица на локална самоуправа која обезбеди прочистувачи за воздух за секое училиште и секој средношколец. Нашата должност е да се грижиме за здравјето и квалитетот на живење на нашите ученици, бидејќи тие се иднината на нашето општество. Од град Скопје велат дека градската администрација континуирано работи на создавање услови за здраво живење, за намалување на ризиците по здравјето на граѓаните и на унапредување на квалитетот на живот за сите граѓани. На мостот на Вардар кај МНТ деновиве се одвиваат градежни активности за поставување на сајлите на мостот кој ќе биде висечки и ќе нема никаков контакт со внатрешноста на реката. Овој мост требаше да биде основа за панорамското тркало, но новото раководство на град Скопје на чело со градоначалникот Петре Шилегов во април годинава одлучија да го пренаменат во висечки пешачки мост со продзирна ограда, за да не го попречува видикот од мостот Гоце Делчев кон камениот мост. Предходно Шилегов беше категоричен дека мостот ќе биде целосно урнат, за да се ослободи коритото на реката Вардар и да се намали опасноста од излевања. Идејата за реализација на овој мост е да не се сруши нешто што е 80% готово и за што досега се потрошени 7 милиони евра, туку да се рационализира трошокот и да се направи што е можно поминимален. Наместо предвидените уште 7 милиони евра, кои требаше да се доплатат за мостот без тркалото, тоа сега градот ќе го чини околу 4 милиони. Освен тоа што овој мост ќе биде висечки и нема да пречи за нормален проток на реката, од коритото на Вардар ќе се отстранат стопите кои требало да бидат носачи на панорамското тркало, со цел да се овозможи непречен проток на реката.
По поставувањето на сајлите на мостот, ќе се продолжи со неговата преадаптација, а се очекува да биде готов на пролет. Според предлог, планот за програма за развој за период 2019-2021 година на град Скопје за реализација на Луна парк, но и ревитализација на езерото Треска, за 3 години се предлагаат 207 милиони денари, односно 3,4 милиони евра. За 2019 година се предвидуваат 83 милиони и по 62 милиони денари за 2020 и 2021 година. Парите што беа предвидени за изградба на Луна парк за оваа година, градоначалникот Петре Шилегов ги пренамени, а веќе од следната, градот ќе продолжи со реализација на проектот за Луна паркот, кој треба да се одвива во повеќе фази. Градоначалникот Шилегов размислува за целосно нов концепт. Луна паркот беше срушен и се набавени само 7 реквизити. Оваа сезона немаме Луна парк и јас размислувам за целосно нов концепт на Луна парк. Тоа би било партнерство на градот со заинтересиран понудувач. Доколку не успееме да дојдеме до таа позиција, тогаш ќе го модифицираме постојниот проект на Луна паркот и за наредната сезона скопјани да може да имаат Луна парк. Преку 1 милион евра градот има потрошено на партерно уредување на постојната локација. Ако не успееме да го направиме на партнерски однос, тогаш поради почита кон парите на граѓаните, ќе мора да имплементираме нешто на постојната локација, изјави неодамна градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов во едно интервју. Нови играчки изработени од екоматеријали добија сите објекти на градинките во Карпош. Старите и дотрајани дидактички материјали се заменети со нови, со цел да се подобри престојот, грижата и социјализацијата на најмладите. Како што информираат од општина Карпош, новите играчки овозможуваат младите да учат преку игра и уште во детските установи да се подготват за основното образование. Градоначалникот на општина Карпош честитајќи им ги новогодишните и божикните празници на најмладите и на воспитниот кадар во градинките, посочи дека локалната самоуправа продолжува со секојдневното унапредување на детската заштита. Ние како општина Карпош и јас како градоначалник на општината и оваа година повторно купивме за нова година нови еколошки играчки за сите вас, еколошки играчки преку кои вие како најмлади наши жители на општината ќе може да учите и да се стекнувате со нови знаења преку игра и преку дружење со вашите другарчињи и со вашите нови играчки кои што ги добивате во сите градинки во општина Карпош. Преку овие дидактички материјали и играчки ќе може, како што кажав, да научите многу работи, да бидете способни за многу нешта кога ќе тргнете во училиште, но најбитно од се е дека играчките се еколошки, бидејќи е битно сите да ја чуваме и негуваме здравата животна средина, особено вие најмладите, да не поправите нас постарите и да ни покажете како навистина треба да се чува животната средина. Општина Карпош имаше прилично успешна година на полето на детската заштита. Се отвори и новиот објект на градинката Мајски цвет во Тафталиџе 1, а во финална фаза е и отварањето на целосно нова градинка во Бардовци. Од општина Карпош информираат дека примарната цел е да се создаде квалитетно и сеопфатно предучилишно образование, кое ќе ги подготви најмладите за следниот чекор – основното образование. Макети од објекти изградени по земјотресот во Скопје, фотографии и дел посветени на грчкиот архитект Константинос Доксијадис се само дел од она што може да го видат посетителите на Атинскиот музеј Бенаки, на изложбата посветена на постземјотресно Скопје што вчера беше свечено отворена. Во рамки на подпишаниот меморандум за соработка меѓу град Скопје и град Атина по иницијатива на архитекти од Македонија и Грција, грците до 17 февруари 2019 година ќе имаат можност да се запознаат како одново беше градена македонската престолнина по катастрофалниот земјотрес во 1963. Целиот проект е насловен Иднината како проект Доксијадис во Скопје. Во текот на следната година се очекува целиот проект од Атина да се пресели во Скопје и изложбата да биде представена и пред македонската јавност. Идејата на целиот тим
начин била да го обединат на едно место знаењето за Скопје и постземјотресната обнова, но и да се започне културна и научна соработка, прва од ваков вид меѓу двата главни градови. Изложбата почнува со приказната за земјотресот, потоа е делот за учеството на Доксијадис во рамки на планирањето на градот Скопје, има многу мал сегмент што се однесува на Кензо и планот за центарот на Скопје. Потоа дел со архитектурата на постземјотресната обнова, која што е прикажана во архитектонски модели и преку факсимили од оригинални цртежи од различни проекти, па различни згради. Опфатени се над 20 згради, дел со макети, дел со цртежи и во еден мал сегмент е денешната слика на Скопје. Владата најавува активно решавање на проблемот со отстранувањето на индустрискиот токсичен отпад линдан, кој што со години се наоѓа во 2 депонии во фабриката Охис во Скопје. Отстранувањето ќе трае од 3 до 5 години, а која метода ќе се примени ќе зависи од собраните средства преку фондот кој што се формира во соработка со Канцеларијата за услуга на проекти на Обединетите нации и со Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка. Пресметките се дека чистењето може да чини од 40 милиони до 260 милиони евра, а ќе бидат опфатени и големата и малата депонија во Охис. Според генералниот секретар на владата Драги Рашковски, има 3 типа на решавање на проблемот: биолошка ремедијација, термална ресорпција или ископување на материјалот и носење во странство. Зависно од тоа колку средства ќе се соберат преку фондот, таа метода ќе се избере. Познато е дека одредена количина на овој опасен пестицид со години е затрупан во кругот на фабриката и представува закана за животната средина. Од владата најавуваа дека до нова година ќе биде решен и проблемот со радиоактивниот отпад кој што се чува во складиште во Ѓорче Петров. Законот за трговија на зелените пазари ќе почне да се применува од 1 јануари 2019 година, но можно е да се донесат измени во многу скоро време ако се констатираат како било какви недоследности или ако се потврдат укажувањата на пазарџиите кои бараат негово одложување, рече денеска министерот за економија Крешник Бектеши. Тој најави дека оваа недела ќе има средба со Комората на пазарџии за да поразговара околу нивните забелешки и предлози што ги добил дури вчера. Измени на законот се можни, но прекратко е времето да се реагира веднаш, односно до 1 јануари. Само 2 недели не се доволни за какви било интервенции. Комората на пазарџиите, која излезе со нови барања, е основана кон крајот на април 2018 година, но ние ги добивме нивните предлози и во текот на оваа недела ќе седнеме, ќе разговараме детално, ќе ги анализираме и зошто да не. Во кратко време може да направиме измени и дополнување на законот. Сепак мора да се има предвид дека треба да почекаме и да видиме како ќе се спроведе новиот закон. Во моментот кога ќе констатираме заедно со коморите дека има недостатоци, секако ќе направиме измени и дополнувања, објасни Бектеши. Според него, ако се согледаат какви било недостатоци од законот, особено по неговата имплементација во 2019 година, измени секако ќе бидат предложени. Комората на трговци на зелените пазари вчера побара одложување на примената на законот поради, како што укажа, ненавремено донесени подзаконски акти и немање дефинирани услови за тоа како ќе изгледа лиценцата за вршење дејност. Пензионерите и вработените нема да може да имаат тезга со новиот закон на зелени пазари кој треба да стапи на сила за 2 недели. Од Стопанската комора бараат негово одлагање. Вела дека со неговата примена ќе се намали бројот на продавачи на пазарите. Прометот ќе опадне за 30%, а закупите на тезгите ќе се оптоварат со нови давачки. До Министерството за економија веќе испративме и допис со 5 конкретни забелешки. Уште еден проблем во законот е и воведувањето на легитимации за закуп на тезги. Пазарџиите, освен што немаат информација каде да ги добијат, велат дека таа ќе важи само за продажба на една тезга. Во земјата има околу 25.000 регистрирани пазарџии. Тоа беше се за оваа емисија. А вие следете ги и понатаму Викенд хрониките на Прва Скопска.